Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Изградбата на коридорите 8 и 10D е голем проект во кој половина од работните активности ќе ги вршат македонски изведувачи, изјави премиерот Димитар Ковачевски. Вчера во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат во Тетовско Добарце се случила сообраќајна несреќа во која повредени се 2 лица. Драмското студио Летечка театарска трупа од Тетово премиерно ја изведе представата за деца Пепелашка како дел од репертоарот за 15 годишниот јубилеј. Министерот за здравство Фатмир Меджити во одговор на новинарско прашање околу одговорноста на лекарот кој на социјалната мрежа TikTok објави видео со пациентки од клиниката за гинекологија во Тетово, рече дека тој добил непотврдена информација за претходно несовесно однесување на лекарот, но за тоа не била покрената никаква постапка. Непотврдени, информации, исто и ја ги добив како вас, нема ништо запишано, никаква постапка не покрената до сега, дисциплинска, никаква, не знам зошто. Тоа што можам да споделам со вас, до пред 2 недели немало ниту дисциплинска, замислете, комисија во таа болница. Не знам зошто така било. Од сега натаму, со мене во Министерство за здравство и со мојот тим, работите веќе нема вака да продолжи. Ке се решат ист момент и најстрого ке се санкционират. ВД директор се уште немаме добиено, име, мислам по текот на денот или утрешниот ден ќе добиеме име и ќе има нов организацијски директор на Клиничка болница Тетово. Не, медицински има, тој е Плум Вела, тој е поставен веќе, не ме фаќате за зор, 3-4 недели, колку точно 3 мислам, сега ќе има организацијски нов директор. И знаете зашто е така? Така е зашто тој директорот не бил на работно време кога се случиле овие работи. Тука и немал редовен работен однос. Отишол по 2 часа, така добив непотврдени информации и за тоа дента кога бев в Тетово, ист момент го разрешив, но беше на жалост великденски празници и жалам што тој настан се случи баш во здравствените институции таков настан за празнични денови и ист ден го разрешив, не можев да го разрешам службено, зашто беше празничен ден, вчера беше разрешен и вие си знаете тоа. Коридорите 8 и 10D ќе се изградат, им порача Ковачевски на оние кои го оспоруваат нивното градење. Тој додаде дека изградбата на автопатиштата е голем проект во кој половина од работните активности ќе ги вршат македонски изведувачи, за кој веќе е објавен јавен оглас од јавното претпријатие за државни патишта. Коридорот 8 ќе почне да се гради и коридорот 8 ќе се изгради и коридорот 10D. Така да сите оние кои што не сакаат да ја видат државата со модерна инфраструктура, кои што не сакаат државата да ја видат поврзана со земјите од регионот, кои што не сакаат да ја видат државата дел од Европската унија, за жал ќе мора да ги разочараме дека ќе има и коридор 8 и коридор 10D и членство во Европската унија, исто како што имаше членство во НАТО. Сите договори кои што се практично дел од работата на јавното претпријатие за државни патишта и кои што во своите одредби имаат деловна тајна на страните кои што се потписници, имаат назнака на доверливост и се како такви. И бидејќи тие содржат како комерцијален договор деловна тајна на компанијата која што е дел од договорот, во која што таа ги прецизира своите технологии на работа, своите структури на определување на трошочни и ценовни елементи и заради доверливоста на податоците да не дојдат нормално во посед на нивните конкуренти, тие договори се карактеризирани како такви. Ова ќе биде голем проект. 51% од работите според договорот треба да се изведат од страна на македонски изведувачи, што значи македонски работници, инженери, македонска механизација која што веќе постои тука.
Меѓутоа, голем дел ќе биде и од странство, а тоа е на компанијата изведувач и проектант Бехтел и Енка, кои што веќе имаат искуство во изградба на вакви големи проекти. Не се само оние проекти кои што ги кажуваме, автопатот во Косово, во Албанија, во Хрватска, она што го градат во Србија, туку голем број на исклучително тешки делници, подводни, подземни и така натаму, например, дел од метрото во Атина го имаат правено, така да имаат искуство тие од каде и каков профил на работници ќе донесат за да се направи. Благодарение на владините мерки, зголемениот принос и откупните цени нема потреба од грижа за обезбеденост со житни култури, изјави министерот за земјоделие Љупчо Николовски. Тој истакна и дека годинава за 4 пати е намален увозот на сончоглед, пошто се утврдува дека нема криза во домашното производство на масло за јадење. Затоа, заради тие мерки, заради тие политики, заради зголемените површини, зголемениот принос и откупните цени кои што ги имавме минатата година, нема потреба од грижа во делот на обезбеденоста со житните култури, а во тој случај со храна. Се сеќаваме сите минатата година кога настана проблемот со зејтинот или со недостаток на одредени култури, гледаме денеска дека и го стабилизиравме, но и го зголемивме домашното производство. Зошто? Заради тоа што сите мерки и политики беа насочени домашното македонско производство да остане дома, да биде предадено во домашните преработувачки капацитети. Имавме и воведовме нова мотивирачка субвенција од 6000 денари, односно 100 евра по хектар, доколку ги зголемиха приносите. Кај сончогледот над 1500 килограми, кај пченицата, кај јачменот, кај сите останати култури, и денеска со факти може да збориме дека тоа дава резултат, заради тоа што ги мотивира земјоделците да ги применат сите мерки и да го зголемат приносот и да го зголемат производството. За 4 пати е намален увозот на сончоглед во оваа година. Со тоа треба да се гордееме. За 4 пати е намален увозот. Јас велам секој зборам со бройки и со факти. За само една година намален 4 пати. Токму затоа немаме криза во делот на производството на масло за јадење и во други погледи. Но тоа е еден факт денес кога разборуваме за недостаток на масло за јадење. Зошто? Заради тоа што имавме редовни мотивирачки субвенции и го намаливме 4 пати увозот за една година. Тие се бројки кои што секој од вас може да ги провери во царина, во статистика и во другите институции, но тоа говори за стабилизирање на ова домашно производство. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска заедно со министерот за здравство Фатмир Меджити присуствуваа на представувањето на студијата Пристап до услуги за долготрајна нега во Северна Македонија во рамки на проектот за јакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со попреченост за време на COVID-19 и идни катастрофи. Тренчевска во своето обраќање го истакна достигнувањето на Министерството за труд и социјална политика во однос на услугите кои се спроведуваат, а одговараат на терминот долготрајна нега. Во моментот на територијата на Република Северна Македонија, согласно Законот за социјална заштита, постојат 78 лиценцирани даватели на социјални услуги, кои што имаат капацитет да обезбедат услуги за над 3361 корисник. Склучени се 19 управни договори со здруженија и приватни даватели на социјални услуги за давање на социјални услуги како што е личната асистенција, помош и нега во домот, услуга за дневен престој, привремен престој, живење со поддршка, третман и рехабилитација на лица кои што имаат проблем со зависности и услугата за стручна помош и поддршка. Во обезбедувањето на социјалните услуги вклучени се околу 1051 лице, од кои 966 се директни даватели на услугата, 258 лични асистенти, 567 негователи и 141 лице се стручни лица, од кои што 85 стручни лица одговорни за координирање на услугите. Најголем дел од новите услуги се услуги во домот, каде што претежно се офатени старите лица во своите резиденцијални домови, како и во домовите за стари лица. Но исто така и лична асистенција за лица со попреченост, како и во центрите за активно старење за стари лица и во центрите за дневен престој на деца со попреченост.
а секако се развиваат и нови услуги, како што се услуги за советување за деца без родители и родителска грижа и услуги на стручна помош и подршка на згрижувачките семејства. Сообраќајна несреќа на локален пат во Тетовско Добарце, повредени 2 лица. Приведен 21-годишник поради извршено насилство врз неговата невенчана сопруга. Во билтенот и пријава за исчезнато лице. Во продолжение деталите. Вчера во 14 часот и 40 минути во СВР Тетово пријавено е дека на локалниот пат во Тетовско Добарце се случила сообраќајна несреќа во која учествувале 2 патнички возила со тетовски регистарски ознаки. Volkswagen Golf управуван од ФА 65 години и Seat што го управувала 22 годишничка СМ, двајцата од ова село. Во несреќата ФА се здобил со тешки, а СМ со телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница, каде биле пренесени за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 14 часот и 50 минути лишиле од слобода 21 годишник од Тетовско село, кој 20 на минути пред тоа бил пријавен од неговата 19 годишна невенчана сопруга, дека физички ја напаѓал, при што користел и метални предмети. Тој е задржан во полициската станица Тетово, а во координација со јавен обвинител. Денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. 52 годишен гостиварец вчера во 19 часот во СВР Тетово пријавил дека од дома се оддалечила неговата 73 годишна маќа. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Во акцијска контрола за брзина со која се движат возилата претежно на автопатот Гостивар Тетово Скопје и околните регионални патишта биле откриени и санкционирани вкупно 49 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место и 11 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место. Заселените сообраќајно-контролни активности на Тетовско-гостиварското подрачје продолжуваат во континуитет. Вчера од 7 до 13 часот била спроведена уште една акцијска контрола за брзина, со која се движат возилата, претежно на автопатот Гостивар Тетово Скопје и околните регионални патишта, во која биле откриени и санкционирани вкупно 49 пречекорувања на максимално дозволената брзина надвор од населено место, 30 во Тетовско и 19 во Гостиварско. Едно од пречекорувањата било за над 70 км на час, 12 пречекорувања до 70 км на час. Покрај ова санкционирани биле и 11 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, како и 2 други видови прекршоци. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби од 10 до 400 евра во денарска противредност, зависно од големината на пречекорувањето, а значително брзите возачи и современо одземање на нивните возачки дозволи од 3 месеци до 1 година. Во пресред пак на престојниот празник Рамазан Бајрам, кога се очекува зголемена сообраќајна динамика на подрачјето, СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, односно да не возат пребрзо и целосно да се придржуваат на сите сообраќајни правила и прописи, а посебно на оние кои се однесуваат на пристигнување, давање првенство, држење безбедно растојание и така натаму, за да се избегнат мешаници и несреќи. Ова дотолку повеќе што деновиве забележително зголемен е бројот на возилата кои сообраќаат по градските улици во Тетово и Гостивар, но и по регионалните и локалните патишта, додаваат од СВР Тетово. Драмското студио Летечка театарска трупа од Тетово премиерно ја изведе представата за деца Пепелашка, како дел од репертоарот за 15 годишниот јубилеј. Во изминативе години низ ова училиште за театар поминале стотици деца, кои на театарската сцена одиграле над 30 премиери и над 600 репризи, зашто има добиено и повеќе од 15 награди.
Силни аплаузи за представата која предизвика насмевки и уживање и кај децата, но и кај возрастната публика. Со премиерата на Пепелашка се одбележаа 15 години творештво на детски театар на летечката театарска трупа од Тетово. Режисерот Владимир Јовановски вели дека задоволството е огромно по успешната драмска игра, збогатена со оригинални костими, живописна сценографија и хор, во која се обедини целокупниот ансамбл. Во представата учество зедоа и новите почетници на школата за театар за деца, како и искусните актери кои веќе со години играат на матичната сцена тука во Тетово. Дополнително специјален гостин беше женскиот младински хор Лале, така да ова беше една навистина комплицирана и тешка представа, бидејќи во одреден момент во представата има околу 45-6 луѓе на сцена, така да навистина е комплексно и малку потешко се направи, но морам да ви кажам дека е остварување на еден дечи сон и остварување на една зацртана цел, а тоа е летечката театарска трупа и театарската уметност во Тетово да трае. Актерите, иако деца аматери, маестрално ги одиграа своите улоги. Јас го играв принцот Павле, која што е скромна и благородна личност, но и на моменти каде што е потребно се разбира и строга личност. Јас сум многу задоволен од оваа избедба тука вечер. Верувам дека сите учесници дадоа се од себе и со тоа поставија уште еден нов темел во летечката театарска трупа. Ова представа супер, многу ми се допадна, а и валјда реакцијата на публиката, значи публиката се воодушевила на што сме играле. Јас ги толкував улогата на мадам Катакомба, злобната мачија на Пепелашка. Публиката на представава реагираше многу позитивно, баш не изненади, бидејќи половина од публиката беа возрастни луѓе кои се уште влюбени во театарот и дошле да не гледаат. Имав улогата на Аркади, волшебникот Аркади. Доста предизвикувачка улога која бара многу трансформации затоа што е стар и мудар карактер, за разлика од јас кој сум се уште дете. И вечерва имавме многу голем успех. Прво гледајќи од колку публика имавме, салата беше полна, веќе немаше карти за продавање. Летечката театарска трупа е наследник на некогашното детско драмско студио. Една од најнаградуваните трупи, со повеќе од 30 премиери и над 600 одиграни репризи на матичната сцена во Тетово и во другите градови во земјава, како и 2 гостувања во Канада и во Америка. Стотици деца поминали низ ова училиште за театар, но и за нивен личен напредок. Но таа школа за театар не е само класична театарска игра, таа школа за театар која ние така милуваме да си ја викаме, таа е всушност училиште за убаво однесување, училиште за правилен говор, училиште за култура, за бон тон, така да како раснеме театарски, така раснеме и како луѓе. Пробите за подготовка на театарска представа траат со месеци. Младите актери се стекнуваат со знаења за сценските движења, говорот, доловувањето емоции, театарските правила. Публиката која гледа представата мисли дека тоа е веројатно многу лесно да се направи, едноставно облекуваш костим, излегуваш на сцена и почнуваш да зборуваш. Производството на една фабричкиот процес на една театарска представа всушност трае не помалку од 5, 6, 7, некогаш и цела година. Значи 5, 6, 7 месеци, некогаш и цела година. Тој се дели на неколку делови, значи прво се одбира текстот секогаш се одбира да е прилагоден за одредена возраст или целна група. Дали е тоа бајка, популарни бајки, светски, дали е тоа напишана представа наменски за одредена целна група. Секогаш се трудиме да ги задржиме старите добри нишки на борба против доброто, против злото, на упатување на универзални пораки за култура, бон тон, добрина, човечки вредности, вистински вредности и така го избираме делото. Самото дело се подготвува низ неколку фази. Првата фаза е кастингот или распределба на улогите и тоа е веројатно едно најважните фази, бидејќи ако ја погодите улогата на актерот, вие имате половина завршена представа. Среќа ние имаме голем ансамбл, над 30 колеги, актери од многу различни возрасти, така да најчесто го погодуваме
кастингот. Потоа следува читачките проби, тоа се едни стационарни проби кои се врзани со говор, акцентирање, боја на глас, тон и така натаму. Потоа почнуваат мизансценски проби, значи геометријата, движењето на сцената, на крај го внесуваме музиката, го внесуваме светлото, на крај доаѓаат костимите и така спакуван еден производ ние го презентираме на публиката. Тоа е навистина тешко да се направи и сето тоа, тие 7-8 месеци, се резултат на едночасовно играње пред публиката. Златата представува една трупа која е една од ретките групи која ја одржува културата во градов и овие 15 години кои сме ги издржиле, верувам дека се знак дека уште многу години ќе постоиме и ќе направиме традиција од нашите представи да се памтат за секогаш. Јас сум веќе член од мојата 6-7 година. За мене театарот е мир, односно место каде што сите можеме заедно да створиме нешто што трајно ќе се памти и ќе биде врежано во нашите срца. Јас тука сум веќе 12 години и за тие 12 години имам играно во секаков вид на представи, имам се запознато со многу разни личности и со тоа што секоја година успеваме на публиката да ја раскажеме една магична приказна, јас верувам дека Летечката театарска трупа ќе успее да постои уште многу долго време. Пред една недела беше изведена и представата Црвен капа, а до крајот на годинава Летечката театарска трупа најавува уште 3 театарски премиери по повод јубилејот. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!